Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на Советот за радиодифузија Зоран Стефановски. Господине Стефановски, изминативе денови излегоа информации со кои измените во Законот за радиодифузија се поистоветуваат со закон од други земји кој може да биде лош и со него да се контролираат медиумите. Дали овој закон е како закон во некои други земји или е нешто друго? Измените на Законот за радиодифузна дејност веќе подолго време се прават. Целта е да се хармонизираме со директивата за аудиовизуелни медиумски сервиси, бидејќи имаме обврска која што е презедовне од Европската комисија. Повеќе држави во Европа веќе го имаат направено тоа. Се разбира, земјите членки ги имаат обврска, ние немаме, но сепак мора да ги следиме и нашите соседи, се разбира, и целото европско семејство, бидејќи не би сакале да останеме настрана од целата ова процедура, што значи имплементација на ново законодавство во Европа. Сега се одлучи полисимекерот, законодавецот се одлучи да се земе хрватското искуство и хрватскиот закон како така еден пример за по кој што еден терк по кој што ќе работиме. Тоа апсолутно јас тврдам дека не треба да ни биде и водилка нас како ќе го правиме нашиот закон, бидејќи тврдам дека македонскиот медиумски пејзаж и хрватскиот ама апсолутно немаат никаква врска. Ние сме сосема различни и затоа мораме да го прилагодиме својот закон кон нашето медиумско обкружување овдека и според нашите потреби. Но го зедовме тој закон и одиме по него, бидејќи сепак е добро да имате некој пример, па да одите барем дел по дел, да ги следите деловите, а да ги прилагодувате согласно своите потреби. Дали овој закон е обид да се контролираат медиумите и што вие забележавте во одредени решенија кои што се задржани во овие измени? Видите, јас не знам кој што ќе се обиди да направи, јас знам што ние ќе спречиме и ќе се обидиме да го спречиме, значи апсолутно не доаѓа во предвид две работи клучни. Прво да се изгуби слободата на изразување на медиумите, нормално тоа би се направило со влегување во уредувачката политика на медиумот. Тоа никако не сме да се случи, бидејќи тоа е загарантирано право на секој медиум и регулаторот не е цензор. Е регулатор и ќе ја регулира област, али нема да ја цензурира. Ја спомнав слободата на изразување, заборавив да кажам можеби и уште поважното. Значи не сме со новиот закон, втора работа, да се изгуби или наруши или ослабне независната позиција на Советот за радиодифузија. Ние сме регулатор избран по еден од најдемократските теркови во Европа, така барем европјаните зборуваат за нас, и дефинитивно тој начин не сме да се напушти. Може да се менува бројот, може да се менуваат овластените предлагачи, но никако не доаѓа во обзир, во предвид да некоја институција предлага, како што е во случајот беше кажано владата или собранието да предлага дел од нашите членови, но никако не спеат центрите на политичка моќ тоа да го прават, тоа е и поентата на целата ова независност. Различни овластени предлагачи, различни независни институции предлагаат своји луѓе и се формира едно транспарентно и демократско избрано тело кое што може да биде независно. Таа независност мора само да се зголеми со овој закон што го носат сега, а никако да се доведе во прашање. Дали законските измени треба да предвидат решение кои ќе го регулираат она што постојано се коментира како проблематично, а тоа е огласувањето реклами во владините кампањи, што се критикува како средство за владино корумпирање на медиумите? Дефинитивно сметам дека владините кампањи влијаат врз неравноправноста на медиумите, бидејќи тие се насочени кон конкретни медиуми, значи се конкретно се поддржуваат одредени медиуми и односно не се поддржуваат некои други. Сето тоа ги става медиумите во многу неравноправна положба од финансиски аспект. Бидејќи се сепак тоа не се само кампањи од јавен интерес кои што бесплатно се емитуваат, тука се и владини кампањи кои што се плаќаат. И сега кога еден медиум ги добива тие средства, останатите не, значи немаат еднакви стартни основи. Јас вчера дадов еден коментар имав за тоа дали би требало да се донесе, да во законот се вмете дека доколку владата сака да една кампања промовира во јавноста преку медиумите, би требало тоа да направи кај сите медиуми во Република Македонија, бидејќи сепак ако станува кампања од јавен интерес, би требало сите медиуми да ја емитуваат таа кампања и со тоа би се некако би дошле во еднаква позиција медиумите. А вака остава простор за влијание на
на извршната власт врз медиумите, бидејќи сепак станува збор и за финансиска поддршка. Тоа се сепак буџетски пари од граѓаните и дали тоа треба да се контролира? Дали сегашните измени во законот предвидуваат измени во тој дел? Видите, не е во законот. Во законот предвидува само, односно и подзаконските акти предвидуваат забрана за емитување на владини кампањи за време на избори. Значи, од распишување на изборниот процес до денот на одржување на изборите. Тука се забранети кампањи кои што се финансирани од буџетот на Република Македонија. Во останатиот период тоа не е апсолутно регулирано со закон, така да она што не е забрането, знаете, е дозволено. Може дополнително да се развие дискусија да се вметне ова? Сигурно, видите, сега се работи за да ја намалам паниката, или себе си да се намалам паниката, се работи сепак за една драфт верзија, која што ќе биде груба, една скица на една груба идеја за она што би требало да биде нов закон за аудиовизуелни медиумски услуги. Ова и драфт ќе оди понатаму на јавна расправа, бидејќи ние мораме да се консултираме и да разговараме со најважниот субјект, нели, тоа се радиодифузерите. Ние законот го правиме, нели, за радиодифузерите, бидејќи тие треба да се прилагодат кон тој закон. И имам печаток понекогаш дека на теренот се сите тука и регулатори, и политичари, и публиката, али не се играчите. И се треба да излеземе со теренот и да ставиме играчите да окажат својот збор и мислам дека ќе има и од страна на експертите, и од страна на радиодифузерите, но и од страна на меѓународната јавност забелешки кои што ќе бидат имплементирани, се надевам, со цел да се направи законот поефикасен и поспроведен во дело, се разбира. Сегашното законско решение предвидува политичките партии да не се собственици на медиумите, меѓутоа се наоѓаат индиректни начини за влијание на политичките партии врз медиумите. Дали сегашното законско решение предвидува измени во овој дел со оглед на тоа дека се врши притисок? Законот ќе мора да се направи многу поконкретен и поригорозен во однос на ова прашање, бидејќи дефинитивно лица кои што се јавни функции, политички партии, органи на локална самоуправа и така натаму, сето она што е наведено во еден член од законот, не смеат да бидат собственици на медиуми. Тоа ќе остане, се надевам и понатаму, бидејќи реално е дека собственикот на медиумот, доколку е на јавна функција и доколку е близок на одредена политичка опција, сигурно ќе го употреби или злоупотреби својот медиум за потребите на таа политичка опција. Значи, тоа е нормално. Тешко е да се остане објективен во такви околности, бидејќи гледате самите дека колку медиумите им се потребни на политичките партии во оваа држава. Зошто се прават тогаш и смените и колку тие соодветствуваат на забелешките кои доаѓа од Брисел, а се однесува на слободата на медиумите? Законот има доста слабости, но тие не се главна причина за негова промена, бидејќи реков, директивата за аудиовизуелни медиумски сервиси, услуги е најважниот документ со кој што треба се хармонизира домашното законодавство. Она што Брисел како забелешка го даде Советот околу слободата на изразување, тоа го коментирам како забелешка нивна врз основа на она што тие го гледаат кај нас на терен, значи не треба никој посебно да го објасни, доволно да ги пуштите неколку национални телевизии и да проследите една вечер нивната програма или барем нивните информативни програми и ќе ви стане јасно како се движат работите, но од друга страна тука се и забелешките во однос на медиумската концентрација, значи недоволно разработен сегмент од законот и недоволни ингеренции на самиот Совет за радиодифузија, а би рекол и недоволно вклучување на останати институции од државата, бидејќи не е доволен само Советот за да ја утврди медиумската концентрација. И второто прашање беше притисокот кој што доаѓа до Советот од страна на центрите на економска и политичка моќ. Да, доаѓа притисокот, секогаш постоел, сега е можеби поизразен, но притисокот не е толку страшен. Страшно е ако ние подлегнеме на притисокот, а до сега не подлегнавме, се надевам дека ќе издржиме до крај, дека само ќе ја потврдиме независноста, која што не е само декларативна, туку и практично на дело ја покажува. Ви благодарам на разговорот. Благодарам јас. Го следете интервјуто на Слободна Европа. До гледање.